Се враќаме во нашето дебатно студио, каде што мојот утрински следен гостин е господин Дарен Сотировски, кој што е директор на Комисијата за соработка со верските заедници и религиозните групи во Република Северна Македонија. Малку е долга функцијата, Дарен, но сепак добро утро. Добро утро, благодарам на поканата. Да. Прво, првичната причина заради која сакам да поразговараме се разбира предстоите празници кои што доаѓаат и така натаму и за тоа секако ќе поразговараме бидејќи ќе се одвиваат и овие празници во одредени специфични здравствени услови. Вчера почина митрополитот Гораст Европски, мислам дека и го загубивме и председателот, пасторот на Евангелската црква Мирчо Андреев. Така некако се случува на крајот на годината, двајца важни, да кажем, високи представници, духовници на верскиве заедници во Македонија. На Гораст владиката погребот е денес, како не се Така да, денес во 10 часот почнува апелото во црквата Света Богородица тука на Кејот на Вардар и ќе биде погребан потоа во селото Чардак. Аха, од каде што манастирот. Така, да. Добро, ние кога се договаравме беше проблемот дали бидејќи се разбира заради функцијата треба и таму да се стигне. Една нешто ми привлече внимание во последниве денови кога е вашата комисија во прашање. Пред недела дена отприлика го примивте на разговори на средба представникот на Сиентолошката црква во Македонија. Љупчо Тодоровски Упа е познатиот бизнисмен кој што е представник на Сиентолошката црква. Од кога е регистрирана Сиентолошката црква во Македонија? Таа религиозна група верска заедница е регистрирана одамна. Функционира во нашата држава, е дел од регистарот на цркви, верски заедници и религиозни групи. Ние буквално со сите регистрирани соработуваме и тоа не е прва средба откако извршуваме оваа функција, неколку пати сме имале средби со таа црква во рамки на постојаните односи со сите регистрирани. Се трудиме да овозможиме соработка со другите државни институции да бидеме сервис за нивните потреби кои постојано ги имаат во тој динамичен однос, јас го велам, на верските заедници со државата. Да ве прашам, каква е воопшто, па дури и заради состојбава со пандемија и така натаму, каква е воопшто состојбата со верските заедници и црквите во религиозните групи во Република Северна Македонија? Расте ли интересот, се зголемуваат ли, како да кажам, активностите, бидејќи луѓето кои што беа цела година натерани да се осамат, да се изолираат и така натаму, веројатно имаат потреба за некакви духовни поддршки кои некои од нив претпоставам го наоѓаат и во некакви нови искуства за оние кои што си биле верници. Но какви се статистиките, какви се движењата во таа сфера во оваа година? Тоа е прашање што треба најмногу да го одговорат верските заедници. Тие знаат колку се контактирани, колку е потребата на верниците, доколку ја пратат низ времето. Сите истражувања кои ги правиме, ние правиме секој година годишни истражувања, е дека државата се одликува со население кое што е верски определено во висок процент во споредба со другите држави во регионот, поголем од другите држави. Оттаму претпоставувам дека и кризата граѓаните доживуваат оние што се верски определени на одреден и приоѓаат на одреден верски оправдан начин и мислам дека си наоѓаат и утеха можеби во тие духовни советувања со цел полесно да ја пребродат, затоа што оваа криза има многу аспекти. Таа е пред се здравствена, но и економска, но и можеби сигурно има и реперкусии према психата на луѓето, а тоа влијае и на телесното здравје. Оттаму многу е важно човекот да излезе од оваа криза во една психофизичка благосостојба и стабилност после ова. И се надеваме, како се ближиме кон крајот на истата, овие прашања ќе бидат многу актуелни и релевантни за разни стручни лица од различна област да приоѓаат на тоа. Па сигурно, како да не. Јасно е дека на луѓето им треба колку материјална, толку и духовна поддршка во овие времиња. Се наближуваат значајни празници, веќе нешто тој помина, католичкиот Божич, меѓутоа за православното стадо, би рекол, во Македонија верско и верско население и така натаму доаѓаат новогодишните и божичните празници.
кога ги гледам трендовите со заразата, се забележува во последните 7 до 10 дена во Македонија едно опаѓање до денеска, до вчера податоците беа во таа смисла, не можеме да кажеме охрабрувачки, меѓутоа на вистина трендовите одат надолу. И анализите покажуваат дека тоа веројатно резултати на еден заострен однос на државата во однос на дисциплината околу почитувањето на мерките и така натаму. Сето тоа може да биде доведено под прашање, доколку се најдеме во една слична ситуација како и пролетоска и летоска, околу великденските, околу другите празници и на муслиманите и така натаму. Што е вашиот став и што се вашите пораки? Разговарате ли со верските лидери за ова што ни предстои како еден микс од пандемија и верски празници? Така. Кризата трае веќе долго време. Во почетоците можевме на некој начин да ја оправдаме неспремноста кај различни општествени чинители, меѓу кои верските заедници, меѓу кои институциите, но и секој еден граѓанин, како се снајдовме на прва топка со кризата. Се разбира, ова беше една голем проблем, голема ситуација за сите нас, а ние бевме до тогаш не сме сретнале во животниот, во работниот век нешто такво слично. Но сега, имајќи го целото искуство, дури оваа состојба сега која што има благ пат на новозаболените, на бројот на хоспитализирани, дури и на бројот на починати. Да. Вчера беше да ја сватиме... кој знае колку време, мислам, само човек е гревато да каже само, но само 11 починати во споредба. Треба да ја сватиме со зголемена доза на сериозност оваа стабилизација и уште повеќе да не губиме трпение и да бидеме посветени кон почитување на мерките, затоа што во пресред на имунизацијата многу е важно за државата да има стабилна состојба на епидемиолошката слика. Оттаму мислам дека овие верски празници, дури и другите новогодишните празнувања треба да бидат со пред се лична одговорност на секој еден, да празнува во кругот на семејството и да не се доведеме во ситуација собирање на маса луѓе да ни направат нови кластери, нови проблеми, па да имаме проблем кога ќе почне вакцинацијата. Од друга смисла, дали разговараме во тој контекст со верските заедници, постојано во рамки на насоките на добиени одлуките на владата, препораките на владата, ние разговараме. Јас сум задоволен од конструктивниот однос на поглаварите и верските заедници во целост. Како што знаете, во пресред на јануарските празнувања на Божич и на Водици, како два масовни носечки собири на граѓани со долга традиција наназад, имаме одлуки на Синодот на Македонската православна црква да не се случат бадниковите поворки, кои што се во пресред на Божич, и да не се случат собирите за Водици, што е добра појдовна точка за контролирање на овие јануарски масовни собири, но сметам дека треба да одиме чекор понатамо и до последно да апелираме до свесноста на секој еден, со оглед на тоа што обредите, литургиите во црквите не се забранети, исклучиво со носење на маска, со одржување дистанца, мора да покажеме лична сериозност во пресред на имунизацијата, како би се излекле што побргу од ово. На ова место кај што вие седите, вчера беше и министерот за внатрешни работи, господин Оливер Спасовски, и тој најави дека нема да има пардон за никого, без разлика дали се работи за версколици или се работи за верници или за овие кои што мислат да се собираат по станови, викендици и да слават по 3-40 души нова година. Таа порака допира ли до верските заедници, допира ли до православната црква? Јас сметам дека мора да допре. Изјавата на министерот Спасовски е дадена во рамки на неговите надлежности, односно надлежностите на Министерството за внатрешни работи. Оттаму јас сум на истата линија дека секој прекршител на мерките треба да одговара. Знаете што, господин Дарјан, ве разбирам, меѓутоа го поставам тој во контекст на едно друго гледиште. Водици, бадниковите огнови и така натаму, може да се прават и за Водици, не знам, за вргање на крстот во водите, веројатно е потребно верско лице, значи треба да има поп, предпоставам, но бадниковите огнови се прават и покрај апелите на православната црква да не се прават, не само заради пандемијава, туку и воопшто. Луѓето се собираат, сакат да се видат пред зграда, сега тоа има други импликации од загадување до опасности од зараза и така натаму. Допира ли тоа, дали тоа го како да кажем, ја шира таа порака самите верски
не само челниците, туку и оние кои што работат со верниците. Се надевам дека е така. Не можеме да знаеме што прави во секое населено место некој локален верски службеник, но затоа ги користиме сите можности кои што ни се на располагање да разговараме со неговите надредени во тој контекст, но и како државни представници да апелираме и советуваме. Апсолутно тука не е прашање на вера, не е ни прашање на традиција, и верата и традицијата ќе опстојат, ќе ги имаме и до година. Прашање на нашето лично здравје, јавното здравје е доведено во ризик и сигурно дека е нивниот однос посериозен и по-добар, ајде така кажам, со оглед на намалената крива на бројот на ново заболели. Во пресред сме на доаѓањето на вакцината, ќе видиме кога ќе пристигне во Македонија во позначени количества, но се надеваме сите дека тоа сепак ќе биде на почетокот на идната година. И веднаш се појава проблеми околу некакви толкувања од верски аспект на, како да кажам, подобноста на вакцината за одредени верски групи. Да бидам директен, во муслиманската заедница во светот, сега морам да кажам, веројатно не преовладува тој став, но има толкување дека таа вакцина не е согласно правилата за верскиот живот на верниците од муслиманска вероисповест. Имате такви разговори со представниците на исламската верска заедница? Тоа е некаква раширена појава во Македонија или не е раширена појава? И покрај нашите разговори ова не било предмет на нашите разговори. Од медиумите јас ја видов таа информација и проявив интерес за истата. Не сум фармацевт, дури во верските заедници нема фармацевти, но со тек на време ќе добиеме такви информации. Не една вакцина, туку се повеќе. Ќе видиме дали овие информации се шпекулации или се вистинска состојба, која што ќе треба да ја соочиме и да видиме дали ќе ни направи проблем во имунизацијата, но како и да е, сметам дека сите забрани кои што постојат во една религија не се повисоки од она што религијата како најврвно нешто го штити, а тоа е животот на луѓето. Оттаму свинските производи се забранети како храна, но не и кога се дел од лек. Јас читав аргументации на многу познати и признати во светот исламски теолози од источните муслимански држави кои што сметаат дека има теолошко оправдување за користењето на таква вакцинација, но и тие велат доколку ова е точно, ние ќе го оправдуваме, доколку не е точно, се уште е рано за тоа да говориме, како и да е. Вакцинацијата е нешто што е нужно и нешто што треба како лек да го прифатат сите, затоа што, видите, нема друг излез од ова. Науката поради развојот на цивилизацијата постигнала ниво да може толку брзо да произведе вакцина и ние како човештво имаме како модерна цивилизација да го искористиме тоа. Морам да ви кажам дека ми звучи како перфектна конспирација целата работа. Соочени сме со ширење на разноразни заговорнички некакви идеи и планови масовно низ социјалните мрежи и навистина висок процентот во целиот свет, па и во Европа, на луѓето кои што имаат резерва околу вакцинирањето. Доколку и ова биде придонесе кон некаква резерва на луѓето за вакцинирање, тоа навистина на крајот ќе резултира со би рекол сериозни здравствени последици, бидејќи кај нас муслиманското население во висок степен е и верски определено да ги следи своите. Во таа смисла, неодамна пред неколку месеци се избра и нов великодостојник на исламската верска заедница. Какви ви се, да кажем, контактите со претходниот и политиката и веројатно и вашата комисија имала проблеми во комуникацијата со новиот Реизул улема? Одлични, би рекол. Јас бев поканет, што ми беше чест, да присуствувам и на добивањето на меншурата на новоизбраниот Реисул на Исламската верска заедница, што е нели формалниот чин со кој што е превзеде должноста, беше избран на избори внатре во Исламската заедница, поздравен неговиот избор од сите муфтиства. Јас му посакав, еве и сега јавно посакувам успешна работа. Во Македонија е потребно и конструктивен придонес од сите општествени чинители, кај нас верските поглавари, поради населението, поради нашите општествени вредности, имаат особена одговорност, со оглед на тоа што имаат општествена
позиција да може да влијат на јавните текови преку пропагирањето на конструктивност, се со цел да ја зајакнеме општествената кохезија помеѓу населението кое е верски, етнички, културно разнолико и тоа е наш квалитет. Разгледувајќи работата на вашата комисија, гледам дека започнавте еден голем проект кој што го водите под капата, под покривот на Комисијата за односи за соработка со верски заедници и религиските групи, а проектот ви се вика Под македонското небо. Се работи за еден образовно едукативен проект, културен проект кој што го спроведувате низ социјалните мрежи за културно-верска образовна иницијатива. Како се одвива проектот, што е неговата содржина, има ли ефекти? Така, ние сме во пред првата фаза на проектот, што туку е тој започнат. Под македонското небо, пред се од неговиот наслов, кој што е убав и асоцијативен, кажува дека се што е под нашето небо е она што сме ние, нели? Нашата култура, традиција, верата која што создавала една уникатна, автентична приказна низ вековите, сакаме да го предочиме како информација до јавноста со цел збогатување на нивните познавања и уживање на она што го имаме наше, што е ретко и што многу западни држави не може да издвојат такво национално богатство како што ние имаме на претек тука, а веројатно недоволно го знаеме или почитуваме, што е поразително. Ова е предфаза, како што кажав. До година во рамки на програмата на владата комисијата има усвојување на стратегија за развој на верскиот туризам, што ќе биде прва таква стратегија во рамки на која ќе се направи поддршка на активните манастири, кои што творат автентична култура во денешен контекст. Оттамо под македонското небо како концепт за афирмација и промоција ќе се надоврзе на оваа стратегија и имаме еден таков тек. Верскиот туризам е третиран како дел од целокупниот туризам, но не доволно. И ние можеме сериозно да направиме импакт на економијата и на целокупниот туризам доколку придонесеме кон развој на овој туризам. Како реагираат на тоа нашите верски заедници? Јас знам дека веројатно не постои никаква организирана туристичка меѓународна за странци во Македонија без да се посети од шарената џамија во Тетово или не знам која џамија во Скопје, има неколку значајни и историски споменици, не само верски споменици, до цела редица од ја кажете ги православни и цркви и манастири и така натаму низ цела Македонија. Соработуваат ли со вас верските заедници? Гледат ли во тоа конечно и некаков материјален интерес, бидејќи сите тие и се финансираат, претпоставам, од некакви приходи? Така, во рамки на изготвувањето на стратегијата за развој на верскиот туризам, верските заедници ќе бидат вклучени внатре, со цел да ги инкорпорираме нивните согледувања, затоа што тие најдобро си ги знаат своите имоти, места, кои што се пак потенцијалот врз кој што истата ќе развиваме. Сега, нашиот верски туризам пред се е врзан за културните споменици, кои што се манастири, цркви, џамии со повеќе вековно постоење. Оттаму многу е важен и процесот на заштита на културното наследство. Мандатот на новата министерка Стефовска за култура наидува на поддршка пред се кај мене. Таја го зголеми буџетот за тој вид на инвестиции од културата. Апсолутно, и мислам дека покажува сериозен интерес за културното наследство. Целокупниот систем конзерваторско заштитен во нашата држава бил на ниво на еден од, како дел рамки на југословенскиот, еден од најдобрите во Европа. А денес сме во една многу по-незавидна позиција, затоа сметам дека таму ќе треба да се прават крупни резови со цел да се направи пофункционален тој систем, а тоа директно влие на во каква состојба се наоѓаат нашите споменици, а тоа влие и на посетителите. Никој не сака да дојде во руиниран објект, да го види. И ние, како што кажав, вие да имате црква од 14-12 век, тоа е богатство на Европа и тоа треба да го сервираме. Видете, други држави измислуваат приказни во отсуство на вистински. Ние имаме вистински приказни, имаме отсуство на нивно пласирање соодветно. Морам да ви кажам дека кога сум разговарал со туристички експерти и самиот во моето минато сум бил консултант на некои од други аспекти на некои поголеми туристички иницијативи и европски и така,
Македонија секогаш лоцирала е како потенцијал за езерски туризам, за гастрономија и за религиски туризам. Тоа се трите, да кажам, патики на кои може да се трча таа туристичка трка и веројатно во таа смисла религискиот туризам е можеби и репрезентативниот кој можеме да го Нашата држава нема средновековни дворци, замоци. Да. Не имаме средновековни манастири. Нешто од барок направивме до душе во последните 10 години. Тоа е нешто да го направиме да биде постаро и поубаво е тоа. Така е. Магистар Даријан Сотировски, кој е директор на Комисијата за соработа со верски заедници и религиските групи. Во оваа влада седат многу луѓе кои просто инсистираат, почнувајќи од Заев и Оливер Спасовски па надолу, просто инсистираат да одат по цркви, по празници, да се ракуваат со владици и да, онака, иако се социјалдемократи, да како да кажем, да вежбаат еден вид на, веројатно и самите северници се разбира, но еден вид на односи со јавност во кој што на верските заедници им се дава посебно значење. Ви помага ли тоа во работата или бидејќи во еден дел од јавноста понекогаш тоа малку и театрално делува, кој ќе дојде Великден, па кој ќе ги видите сите таму набутани околу главната катедрална црква во Скопје, малку делува можеби понекогаш и непристојно. Вам ви помага ли во работата тоа? Сигурно дека ни помага, имаат конструктивен придонес и имаат чувство за потребите. Знаете, во јавноста, во медиумите, често се креира една извитоперена слика за функционирањето, за животот на верските заедници. Јас и приватно, кога сум расположен, знам да дебатирам и со пријатели за таа тема. Верските заедници не се центри на моќ, пари, како што некој сака да ги прикаже. Тоа се организации кои што се од народот. Народот ги здружил во верска заедница, согласно своите убедувања и верувања, и тие имаат сериозна одговорност да менаџираат со имот кој што е таложен, е напластуван со генерации и генерации и имаат разноразни проблеми и потреби во односите со државата. Оттаму добро е, позитивно е што имаат политичарите чувство за нивните потреби, понекогаш повеќе, некогаш помалку, но припадноста верска на еден носител на јавни функции и релевантна работа. Со оглед на тоа што како што Македонија е секуларна држава, ние сме секуларна држава и како што јас сум православен христијанин, но подеднаков се трудам да имам однос со сите. Тоа не ни намалува нашата пределба, но ни ја зајакнува затоа што ги почитуваме другите. Магистар Даријан Сотировски, ви благодарам за овој 15-20 минути разговор. Благодарам и на вас, посакам убави празнични денови на сите, да бидеме одговорни и да се видиме после новата година повторно без маски. Така е. Со примени можеби вакцини и без маски. Така е. Благодарам уште еднаш.